На 12 овој месец веќе ќе влеземе во четвртиот месец, практично каде што постои забраната мерката, односно забрана за работа на спортските клубови. Па ние доставивме доста препораки, например од дезинфекција на влез во теретана, на пултови, скоро на сите справи да има средства за дезинфекција, секој да си носи пешкир со себе, после секоја употреба на справите да ја пребришува дезинфекција во туш кабините, во гардеробите, се она што е препорачано и од самата влада и се она што го работат, но некако тешко наоѓам на слух за сето тоа и се надевам дека во најскоро време ќе најдат слух за сето ова што го и ќе не отворат во Бејчи. Има навистина премногу луѓе кои што имат потреба од себе ова што го работат. Доведени сме во ситуација каде што мора да се прилагодиме на условите. Малце е чудно да вежбаш сам во соба затворен со 4 зидови, меѓутоа поради самиот факт бидејќи на луѓето им е потребна некаква ментална или психичка растаретеност во овој временски период, исто така и да останат во добра физичка кондиција, преку апликацијата Zoom сите се поврзавме на една иста мрежа и секојдневно по 1 час нели одржуваме часови. Сите останати фитнес клубови кои што се засегнати, така сме засегнати и ние, бидејќи навистина овие се огромни кири кои што ги имаме во овие фитнес центри, исто така вработените сакаме да се ги задржиме, бидејќи си ја знаат својата работа, имаме придонеси и треба плати спрема нив, имаме струја, вода и како сите и навистина 4 месеци веќе станува неиздржливо, бидејќи ако знаеме дека многу од нас живеат само од овие фитнес центри и да те остави некој 4 месеца без екзистенција е навистина премногу. Каде не сака да те отвори, па ниту те прашува, ни па некаква помош може да ни даде, бидејќи навистина помошта која што тие ја дават и со нивните барања ни еден фитнес центар не ги исполнува тие, бидејќи не можеме да имаме ние 40 регистрирани младинци во една теретана, толку нема фудбалски клуб Вардар во Скопје што. Држувањето на хигиената на салата било и претходно, како што ви кажав, нели, во нашата сала тие средства за дезинфекција кои што стојат и се поставени на самиот почеток на салата, постојат уште 6 години, значи како постои Тринити, постојат и тие. Немам ништо против и кафани, и ресторани, и кафичи се да работи, но кога ќе ги видам оние слики, оние грозни призори на пазари кај што луѓе еден до друг се стуткани без заштитна опрема, во кафичи, во ресторани кај што седат еден до друг без заштитна опрема, без никаква заштита, а ние како фитнес центри кои што го сакаме и го нудиме сето она и продуцираме еден здрав начин на живот, а не на отворот нас, навистина премногу ме иритира и мислам дека не е човечки од нивна страна што го работат ова спрема нас. По 2-3 наврати имавме изјави дека ќе почнеме со работење, ја спремаме салата, ја чистиме, ја подготвуваме, меѓутоа никако да дојдеме до тој чекор. Јас скоро секојдневно се обраќам на социјалните мрежи. Мислам дека гласот допира до многу луѓе, но до тие што допре баш што треба да допре баш не допира. Мислам дека проблемот во таа здравствена комисија беше поголем дел од нив, не ја спорам нивната работа и нивната стручност, но поголем дел од нив немат влезено во теретана и не знаат како изгледа теретана и не изгледа и ова за нив кога ќе спомниш теретана како за чума да збориш, а мислам дека треба да посетат една теретана или да викнат 5-10 релевантни луѓе кои што имат со години фитнес центри и да ги образложат и нашите барања ние кои што ги имаме и што и нашите заштити кои што мислиме дека се добри за сите оние кои што ќе постојат нашите фитнес центри. Огромна надеж сме дека наредната недела веќе ќе започнеме со вежбање. Ние очекуваме да се слушне нашиот глас уште од вториот месец и се надевавме вториот, третиот, еве сега пак се надеваме дека ќе се слушне нашиот глас и дека ќе не отворат и се надеваме дека во најбрзо време ќе не отворат, бидејќи ако знаеме дека има одредени жаришта кои што се навистина далеко од нас и кои што немат ништо заедничко со нас, се надевам дека еве и со ваша помош на медиумите и благодарам до вас што одвоивте време да не поддржите во се ова, дека ќе допре сето ова до надлежните и дека во најбрзо време ќе бидеме отворени.